Добро вечер, топ тема на ваша страна. Нова алатка на владата за трошењата на министрите повторно ги подгреа страстите во јавноста околу дилемата како се трошат народните пари. Особено што како паралела и натаму се поставува дилемата. Дали, додека како јавност ги броиме испиените кафиња, кафеански седенки и друго, пред очи ни минуваат многу потешки сделки, од кои некои повторно, како и порано се случуваат во 4 очи. Што се менува во транспарентноста и отчетноста. Вечерва на Жешко столче во топ тема на ваша страна, министерот за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Боби, добро вечер на дамите, добро вечер на гледачите на Телма телевизија. Наспроти моите колешки Тамара Чаусидис и Сашка Цветковска. Добро вечер и за вас. Министре, само што ја промовиравте новата, ајде јас ќе ја наречам алатка, тоа некако многу модерно звучи, нова ТВ отчетна страница, дел од министрите посочени како најголеми трошаджии, излегоа со деманти, до објаснувања, реакции. Ја намалува ли сето тоа веродостојноста на сета оваа страница и цело овој, како што вие го представивте, нов голем чекор кон транспарентност и отчетност на владата? Факт е дека е тоа еден нов голем чекор, бидејќи првпат во политичката историја на Македонија една влада само иницијативно ги презентира трошењата, почнувајќи од премиерот, преку министрите, заменици министри, државни секретари и генералниот секретар. Ова го направивме почнувајќи од нас, бидејќи ако сакаме да го прошириме на сите други функционери што владата ги назначува, логично е да дадете личен пример дека тоа така треба да биде и дека се она што значат пари на граѓаните, јавноста мора да знае како се трошат. Алатката или новиот начин на презентирање на овие трошоци го презентиравме минатата среда и при тоа во неколку категории ги наведовме сите трошења на министрите кои што имаат записи, кои што во рамки на таа табела беа презентирани. Направивме една паралела со влада на Никола Груевски, една од владите од 2014 година, бидејќи таа влада функционирала во еден сличен временски период постизборен, за граѓаните да имаат увид и да видат што всушност се случува и како се однесува оваа влада кон парите на граѓаните и кон буџетот и како се однесувала една од владите на Никола Груевски. Добро, и сега сето тоа предизвика и некои дилеми, појаснувања ќе ги разјасниме, но еве да видиме што забележа Миомир Серафиновиќ за тоа што е нај од она што може да се одвои од големата листа на министри сегашни и поранешни. Да одиме со оваа анализа. Минатата недела владината интернет страна ја украси нова икона. Иако компјутерска алатка, и на оваа икона се редат пари. Покажува кој министер колку потрошил и зашто. Кој ќе се кликне на неа може да се избере име на министер, заменик или државен секретар во било кое министерство и да се види колку се потрошило за 6 месеци. Го избравме првиот еколог, Садула Дураки. Министер за животна средина и просторно планирање од јуни кога е избран до ноември или за половина година потрошил вкупно 608.742 денари или 10.000 евра. На алатката може да се види дека најмногу трошел во месец октомври, речиси 200.000 денари. Надолу има уште еден графички приказ. 16 категории трошоци, преку кои се гледа дека најголемата ставка трошоци Дураки ги имал за угостителски услуги во надворешни објекти низ Македонија. За половина година за ручеци, закуски и вечери. За екологија министерот потпишал фактури во вредност од речиси 500.000 денари или околу 8.300 евра. Потоа стои извештајот што сработил Дураки, каде патувал, со кои амбасадори и представници на еколошки организации се сретнал, за кои проекти се интересирал. Но граѓаните главно ги интересираше колку и зашто потрошиле министрите. Актуелната влада соопшти дека пресметаните трошоци на кабинетот на Заев за 6 месеци се повеќе од двојно пониски од сметката што за ист период ја направиле министрите од кабинетот на Груевски. Споредбата покажа дека министерот за економија Крешник Бектеши е единствен нов министер кој направил поголема ставка од претходниот од 2014 во истото министерство. Тогаш на таа позиција бил неговиот сопартиец од ДУИ Беким Незири. Сите останати министри од кабинетот на Заев се послаби во трошењето од министрите на Груевски. Во септември лани бил на 2 патувања, во Израел и во Кина.
Потрошил за авионски карти, потрошил и за угостителски услуги во странство, добил и високи дневници. Но интересно е што направил голема сметка и за угостителските услуги низ ресторани во земјава во истиот месец. Всушност, потрошил повеќе во домашни кафеани, отколку за оброци и освежување на долгите патувања до Кина и во Израел. Во тој период треба да се знае дека ние сме работиле за Законот за енергетика и Законот за финансиска поддршка на инвестициите и сме имале многу средби со експерти, со делегации од Европската заедница, енергетската заедница, со кои сме ги ставиле и столбовите на кој начин овие закони ќе ги направиме. Во сметките, високи министерски, се појави и името на Ала Ѓозовски, министер за култура. Потрошил околу 7.000 евра за угостителски услуги од бифето во министерството. Таму имало само пијачки, вода, кафе или сокче. Според министерот, проблемот е што сите сметки за гостите на сите во култура мора да ги потпише тој. Административните службеници имаат направено превид што ги немаат издвоено личните трошоци на министерот од кумулираните трошоци кои што се случуваат во рамките на Министерството за култура. На високите сметки кумуваат и високите цени во некои бифеа во министерствата. Ако, например, во собранието шише вода се плаќа 12 денари, а кафе 15, во Министерството за економија, кое нема свое бифе, цените се двојни. Само еден пример, вода мислам дека е 30 денари, кафе е 30 денари еспресо, а тоа да ви доаѓаат на ден 40 гости, може да правите калкулации. Дописот што ние сме го пратиле како Министерство за економија до СЗР, каде сме приметале дека цените што ги даваат овие компании што работат во овие министерство, во конкретен случај во Министерството за економија, се многу високи и фактурите доаѓаат многу високи. Поради високите цени уште во јули Бектеши побарал да се раскине договорот со фирмата Хипотрейд. Владата соопшти дека СОЗР избрала 2 нови фирми за истата услуга. Дневниците во странство. Ова е единствената категорија каде владата на Заев има потрошено повеќе од владата на Груевски. Во 2014 само Никола Поповски, министер за надворешни работи, земал дневници, додека останатиот дел од кабинетот на Груевски не добивал дневници за патување во странство. Податокот зачудува, но така покажува алатката на новата влада. Зачудува и тоа што за телефонски сметки единствено Заев и Оливер Спасовски не потрошиле ниту еден државен денар. За крај избравме неколку лидери. Според алатката на актуелната влада излегува дека најмногу трошеле поранешните министри во секоја поделна категорија. Речи се анонимниот министер за 6 месеци во 2014 спиел во македонски хотели за над 5.000 евра. Чуварот на државната каса од истата таа каса потрошил 13.500 евра за хотелска постела во странство. Доколку пак се издвои само актуелната влада, лидер за вкупни угостителски услуги е премиерот Заев. Во 2014 потрошил повеќе Груевски. За авионски карти и дневници во странство најмногу потрошил дипломатот Никола Димитров. Но изненадувачки е дека поранешниот министер за здравство Армен Таравари има потрошено најмногу за хотелско сместување во странство и тоа за 4 месеци мандат, речиси 4.000 евра. На алатката високи сметки се покажуваат покрај имињата на Ала Ѓозовски, Дураки, Бектеши, па дури и за непознатиот министер за локална самоуправа Сухеил Фазлиу. Еве тоа беше анализата на Миомир, дел од сознанијата кои што може да се обезбедат и мал избор на оно што ние го нарековме нај. Министре, повторно се враќаме на дилемата зошто вакви некаде грешки, но некаде некои трошоци не може да се оправдаат со грешка и колку сето тоа го девалвира сиот овој софтвер и целиот тој концепт кој што сте го имале како почетна идеја? Не може да говориме за девалвирање на софтверот или за почетната идеја. Трошоците се презентирани на јавност. Токму тоа е она што е разликата од изминатите не само од претходната влада, туку ми се чини од независноста на Република Македонија. Прв пат јавно се презентирани трошењата. Јавноста ги има на увид, јавноста ги има на увид наративните извештаи, поточно содржински, за што се потрошени овие пари и може да проценува.
Ова е првиот чекор, затоа јас велам дека овој софтвер и начинот на кој што ќе се презентираат трошењата ќе продолжи и ќе се проширува на сите оние избрани и именувани функционери кои што имаат можност да трошат буџетски пари. Но наративниот дел, се извинувам, некаде не одговара со трошоците. Да тргнеме лично од вас. Имате трошок сега октомври или ноември од околу 6000 денари и потоа надолу наведени каде што се вие сте имале. Средба со ЗНМ, пресконференција, средба со друга невладина организација. Ве зема вас лично како пример, бидејќи е најмала сума. Меѓутоа, ако го погледнете, например, наративниот дел на министерот за економија, тој воопшто не одговара со тие 14.000 денари. Не се ни разбира, да те популистски за да ја објасниме на јавноста. Алатката, значи сосема е различен случајот со министерот Алагјозовски, значи алатката ги двои. Ако кликнете трошоци во бифеа, ви ги дава услугите во владините институции. Имате трошоци во ресторани, имате трошоци во... Да има 16 категории, вие ги кажавте. Сега, факт е дека тие 14.000 евра на министерот за економија се потрошени по ресторани. Факт е дека овие околу 8-10.000 евра на Садула Дураки се исто така потрошени за угостителски објекти во Македонија и надвор. Говориме за алатка која што ги презентира трошењата. Затоа е ставена на увид, секој може да проценува за што се трошени средствата и како се оправдани средствата. Она што е направено како превид од административните службеници е во делот на трошоците кои што се од бифињата внатре во институциите. Тука, во некои министерства, тоа е случајот со господинот Бектеши, со господинот Алагјозовски, тоа е случајот со Љупчо Николовски и уште неколку, наместо трошоците на министерот се вметнати вкупните трошоци на сите оние луѓе кои што по хиерархија имаат можност да потпишат и да нарачаат кафе, сок, вода и така натаму и така натаму. И затоа во еден сегмент сметките на овие неколку колеги доаѓаат до повисоки цифри. Само тука е направен превид и тоа е проблем со начинот на сваќање на администрацијата се уште во објаснувањето на трошењата. Но тука има уште еден проблем. Потребна ви е и квалитетна администрација што ќе може да ги следи сите овие работи. Затоа велам, ова е почеток, ова е прв ваков извештај, ќе има коригирање, сето тоа што е недостаток ќе се поправи, меѓутоа да не го изгубиме од вид клучниот факт, а тоа е дека оваа влада јавно презентира што работи и како троши. Граѓаните имаат увид во трошењето. Тоа е неспорно, меѓутоа се тоа пред да им препуштам збор на колешките, бидејќи таков е типот на емисијата, поголеми прашања, повеќето прашања да доаѓаат од нив, ова укажува и на нешто друго. А тоа е на фактот дека практично се нема соодветна регулатива. Што се подразбира под службен трошок, што е службена вечера, дел од правните документи, акти кои што вие ги имате објавено на оваа интернет страница, на оваа алатка, носат датум од претходната влада. Некои трошоци за телефони се апсурдни и смешни, дури банализирани. Државен советник, месечни трошоци од државен секретар од 650 денари, а тоа е втората личност во хиерархија на едно министерство. Тоа е втората поента на ова презентирање. Првата е значи да се видат и да се наувид трошењата и начинот на работа, образложението за тоа што и кој и колку сработил, а второто е да се видат недоследностите во системот. Оваа влада наследи режим после 11 години. Зарем вие очекувате дека кога влеговме тамо беше идеално мет и млеко, функционира институциите и сега одеднаш ние лесно можеме да ги акумулираме трошењата, брзо да ги презентираме или правилниците веднаш да бидат изменети. Тоа не е така, бој. Многу е тешко едноставно да ги убедите луѓето дека начинот на презентација или начинот на комуникација со јавноста треба да е отворен. Таму има страв, таму има луѓе што никогаш немале можност да комуницираат со јавноста, луѓе што биле вработени во сектори за комуникации на кои што им било забрането да комуницираат. Затоа велам дека ова е пионерски обид кој што ќе го надградуваме, ќе ги гледаме недоследностите, меѓутоа ви гарантирам дека после ова секој државен службеник, оној кој што има можност да троши пари на граѓаните, има таква му е дадена таква слобода, многу внимателно ќе следи колку троши, каде троши, зошто троши и како ќе го образложи тоа. Тоа е целта. Мораме еднаш да ставиме ред.
Ајде, има многу подпрашања, особено околу ова стравот на административците, бидејќи административците се сепак административци и треба да работат по словото на законот, но еве, почнуваме со Тамара. Добре, еве, јас ќе се обидам да бидам на почетокот позитивна и да кажам дека навистина може да се забележи одредена промена, но бидејќи ова жешко столче, не би сакала да го одбегнам негативниот момент, односно не би сакала да ова емисија да ја претвориме во расправа за алатката и за транспарентноста, бидејќи таа не е цел сама за себе. Транспарентноста е начин на кој што одредена влада станува рационална и отчетна и нели одговорно владее. Она што мене ми пречи во приказната е пропагандниот момент, паралелата со претходната влада, инсистирањето дека само иницијативно оваа влада тоа го прави, па што очекувавте судот да ви наложи. Инаку вие знаете, Бирнија ја отвори темата за трошоците на владините представници, на која подоцна се разви, многу медиуми ја продолжија и таа се претвори подоцна и се плашам, тоа Боби убаво го забележа во почетокот, дека почнуваме да броиме кафиња и го храниме оној најдолниот момент на порив на човекот да завидува или да забранува или да... Не е тоа целта. Целта е навистина отчетноста и одговорноста на трошењето на јавните пари. Јас мислам дека благодарение токму на медиумите и нашите истражувања за трошењето на јавните пари, објавувањето на договорите за Скопје 2014, на инвестициите, кои сега се нели договорите декласифицирани. Затоа сте и двете тука, бидејќи најмногу сте работеле во ова. Јавноста веќе ја свати пораката, тоа се наши пари. И тоа е многу важно. И мислам дека вие добро ја препознавте таа ситуација, дека јавноста сега бара отчетност за нивните пари, тоа е добро. Но тој пропагандниот момент ми пречи и знаете, не можеме да ја гледаме транспарентноста независно од комуникацијата со јавноста. Тука мислам дека потфрлате. Работите кои што добро е да се каже колку трошеле претходните и колку кафиња испиле министрите. Јас долго зборувам, ќе се обидам да бидам кратка, но многу често сте затекнати со елементарни работи, да речеме прашањето за советниците, прашањето за некои други за работи каде што владата потфрла во комуникацијската стратегија со јавноста. Едно по едно. Океј. Ова е само еден сегмент од таа комуникацијска стратегија или концептот на отвореност и одговорност на оваа влада. Вие многу добро знаете, сме дискутирале многу често дека многу работи се направени кои што значат отвореност на владата. Ако ништо друго, прво што направивме, почнавме со укинување на владините реклами, како метод за корупција на медиумите. Тоа значи ослободување на медиумскиот простор и на новинарите да можат многу внимателно и прецизно да ги следат сите активности на владата. Добро, во исто време го ставивте супругот на главната уредничка на Канал 5 за директор во член на управниот одбор во државната лотарија. Ве молам, тоа е компанија која прави оброт од стотици милиони годишно заедно со фирмата Керка Видеолотарија. Како може се оваа јавност да очекувате да верува, бидејќи не се само владините реклами тие кои корумпираат. Не се само владините реклами. Сител или неговиот син или како и да е, нели тоа да не се навраќаме натаму. Тој заработи 10 милиони евра од владините реклами. Но знаете ли колку заработи од државно спонзорирани сделки? Тука се вистинските пари, не е подкупот на медиуми, само владините реклами. Мене ме интересира таа заложба, јас тоа сакам да го видам. Владините реклами, ако сте ги укинале, тоа не значи ништо за мене. Се дека компаниите на господинот Којчан Ѓушев се рекламираат во медиуми. Мислам, мора да го има, многу е важно. Да почнеме едно по едно прашање. Зашто? Ова има исто врска со транспарентност. Само да одговори на Тамара прашањата, па полесно отворено е за сите прашања. Суштината е дека ако нешто презентирате, што го работите, не мора да значи дека е пропаганда и не значи дека е пропаганда. Меѓутоа, ако во исто време декласифицирате документи кои што со години биле затворени за јавноста, тоа е исто така многу сериозен момент. Еве, ја тргаме оваа алатка на страна.
Документи кои што претходните влади ги криеле намерно за да немаат никаков допир до јавноста, тоа се сериозни тендерски постапки и така натаму. До крај ќе одиме во таа постапка. Ако да речеме целосно ги отвориме владините седници, дневниот ред на владата беше табу тема, не се знаеше што се говори на владина седница. Ги отвараме. Имаме пресконференција следниот ден. Портпаролот на владата одговара на сите можни прашања. Се што се говори на владина седница е достапно. Зборувате за некои назначувања, така? Сашка пред малку ги спомна. Имаше моменти кога и јас прашував, да речеме, зошто назначувањата не се веднаш објавени како што се објавуваат некои други точки. Службите, одговорот нивни беше дека мора оној што ја води седницата да го потпише записникот за потоа да бидат објавени. Значи има некоја процедура која што ќе провериме дали до крај е баш така издржана или може да се убрза. Но како и да за се има простор да се направи многу поефикасно. Меѓутоа, она што значи истраги, сето она што се случувало изминатите години, владата не е истражен орган, Сашка. Да, ние треба да ги презентираме документите, можеме да укажеме што се случува, но следат потоа, ако има криминал, кривични пријави, обвинителство, така е, обвинителство, меѓутоа исто така, правосудните органи мора да си ја вршат својата работа. Не може, сега испаѓа дека владата е единствена адреса за сите проблеми. Веројатно затоа што така им пристапуваме на проблемите, со волја да ги решаваме. И другите чекаат. Добро, еве, ке транспарентноста. Може да видиме ке транспарентноста. Спомнавте за записниците и кога се било. Многу е важно и протестот на новинарите беше пред влада, така? За притисокот врз Насер Салмани на поранешен функционер. Да, знаеме дека се симнавте, сите ви аплодираме и вие секако стекнавте поени. Нешто се симнав. Меѓутоа, во тој момент владата беше помалата или попатна адреса. Обвинителството беше вистинската адреса. Новинарите дојдоа пред влада и не е проблем. И нека дојдат сите, меѓутоа заедно ние и вие да се трудиме да ги дефинираме и другите аномалии во општеството. Вие сте нашиот глас таму. Не бегаме на темата. Јас секогаш ќе бидам вашиот глас таму. Јас секогаш ќе бидам вашиот глас таму, да. Еве ќе ме прашам како поранешен председател на ЗНМ и како нас колега, и тоа не било кој колега, туку како наш многу почитуван колега. Така? Дали е транспарентно да се објави точка 13-15 кадровски прашања, записникот да се состои од тоа кој е избран и именуван и тоа да е идентично со она што се објавува службен вестник, практично мислам нема потреба од вашиот записник, секако ќе излезе службен вестник. Затоа велам, тука е во ефикасност и во брзина тоа прашањето да го дозволете. Моето прашање е еве, вие го имате новинарскиот ум, знаете како тоа функционира. Тоа е транспарентност или транспарентноста ние да знаеме кој членува во кадровската комисија на владата, кој е тој што го предложил ова кадровско решение. Може ли оваа јавност да го види сивито, како се доаѓа до тие одлуки? Ние тоа се уште не го знаеме. А вие бевте, затоа го употребив зборот почитуван, зашто знаете зашто зборувам. Точно знам зашто зборувате. И тоа се постапки и процедури. Кои се во комисиите, начинот на именување, начинот на назначување. Ги бараме? Затоа што велам дека има некои објективни проблеми кои што мора да се надминат. Јас ветувам дека целосно ќе бидам посветен. Да, јас присуствувам. Па може ли да ми кажете транспарентно и јавно како е предложен овој член, сите членови, не само овој, да не дискриминираме. Во државната видеолотарија и државната лотарија. Дали мислиш дека некој може да ги знае сите членови што се предложени? Пазете, секој има Маја Дамјановски и ваш беше колешка, веројатно би знаеле ако сопругот го предложиле. Постојат комисии, пред да има седница на влада, постојат комисии за економски систем, за политички систем кои што ги филтрираат и кандидатите и точките. Не, мене ме интересира. Ама кој може да ги знае сите луѓе? Ние не можеме да ги знаеме сите луѓе во извршен одбор на ЗНМ. Но суштината не е само транспарентност и одговорност, одговорност не може да има ако нема департизација на институции. А департизација како ќе знаеме дека има, ако не можеме да видиме како се носат одлуките за кадровски решенија во оваа влада. Тоа е, значи вие знаете што направи партизацијата на ово општество. Заев најдобро знае. И вие бевте со нас цело време и знаете колку пропадевме. Тоа што сакаме да го видиме е не само транспарентност, која патам сега да не се заложуваме, па не е баш комплетна. Но да имаме разбирање. Сигурен сум дека сакате да видите и транспарентност. Одговорност сакаме да видиме, сакаме да видиме одговорност. Така е. Јас ви гарантирам бидејќи сум дел и секогаш ќе бидам дел од медиумската заедница. Сакам пред јавноста дека ние ќе ги добиеме навистина процедурите во кои се носат овие одлуки. Добијат тие процедури што е можно побрзо, велам затоа. Има потешкоти, има. Да, ви ветувам. Јас немам зошто да не ви ветам.
Па зошто би бил таму? Добро, многу луѓе многу ветија, само знаете дали како. Дали вие мислите дека и самото презентирање на трошоците и така натаму кај некого не создава непријатност, чувство дека создава? Така е. А ја мислам дека поголема непријатност создава го спомнавме денес на дебатата паралелниот увоз на никови. Но исто така е започет. Исто така е започет. Потешко им е на луѓето кои изгубија луѓе со лоши терапии и погрешни терапии. 25 министри, нивни заменици, државни секретари, премиерот и генералниот секретар без збор ги доставија сите документи нивните служби со мали технички недоследности. И тоа е започет. Да не го забораваме. Да, значи некои работи се прават, некои треба да се направат. Во ова го имате нашата подршка, но нашата почитка имате. Јас знам дека ќе го притисокот постојано. Кога ние ќе зборуваме за крупниот капитал, кога ние ќе зборуваме за тендерите од 100 милиони, стотици милиони, како што е паралелниот увоз со лекови кој го откри колешката Менче Точи, што е масовно колективно убиство во Македонија и за кој овде се молчи. Може ли некој да одговори конечно зошто господинот министер Филипче не го враќа законот 2 месеца во собрание повторно на нели го зема да го коригира и ништо не се случи. Тоа се прашањата тоа што Сашка поради го кои говори ќе имате е мојата почитка. Сега имате само мојата подршка. Ме разбирате? Политичка транспарентност и одговорност. Тоа ни недостасува. Имаме формални, имаме бројки, имаме и друга алатка каде што се објавени тендери и така натаму, но треба да и веруваме на алатката. Не ги имаме документите, треба да ги бараме во системот на јавни набавки, но она што Сашка сака да ги има документите кај тендерите, така? Целата тендерска документација на јавни набавки, освен она што е деловна тајна. И тоа е прв исто така. За поздравување, зборувам за алатката која што ги агрегатор, што ги статистички што ги прикажува. Сакам да кажам, тоа се бројки и тие се битни и тоа ние доскоро го правевме, сега вие го правите, укинувањето на владините реклами, трошењето на владините представници, инвестициите и така натаму. Можам да ја прашам нешто, дали ви е сега полесно истражувачкото новинарство? Апсолутно, дали има улеснување? Тоа не е спорно. Добро, окей. Не е спорно. Подобро е, но да го слушнаме јавноста да слуша. Од идеално, сигурно е далеко. Така. Сигурно е далеко. Она што Сашка сака да го потенцира и јас сакам да го потенцирам и јас мислам дека во една дебата и во го кажав, нас не треба политичка транспарентност. Значи, темите, еве колегата во Бирн Владо Апостолов работеше за тендер каде што се јавува донатор на СДСМ. Много интересна тема. Договорите, односно документите се добијама по интервенции. Потешко одеше. Лесно е да ги добиеме ние податоците за предходната... Говорите за кај министерот Оливер Спасовски? Оливер Спасовски, да. Значи министерот Спасовски го викна колегата и му го презентираш целиот случај. Роберт, да, знаеме. Да, но дали тоа треба да биде инцидентно, бидејќи околу системот. Не треба да биде инцидентно, треба ставно да биде. Некоја истрага има, некој можеби нешто. Околу системот за јавни набавки, ние знаеме да го користиме, знаеме да го и упатството да го прочитаме, меѓутоа тоа е сепак многу работа и посветеност. Само едно, значи инцидентни се работите, само едно министерство, на пример на својата интернет страница, да не морате вие да нуркате, само Министерството за одбрана досега има директен линк до секоја јавна набавка. Ниту една друга институција. Боби, хаотични беа веб страниците на министерствата и се уште се. Не можеме, тоа е процедура на набавка на фирма која што треба да ги изработи. Туку е индивидуална одлука на никого. Системе, ама додека системот помине низ тие процедури, треба време. За жал, знаете колку нерви јас трошам со тоа. Постојано, како да ви кажам, ве фаќа нервоза затоа што едноставно сакате многу побрзо. Ние сме навикнати брзо да иде. Системи и процедури, меѓутоа, сите веб страни ќе бидат унифицирани. Многу скоро. Мора да бидат, за да може не само одбрана. Па кога разговаравме ние за објавување на тендерите, токму министерката Шеќеринска вели, ако сега јас ги закачам сите тендери на мојата веб страна, ќе ми падне веб страната. Не може да ги поднесе. Затоа ги ставивме на Биро за јавни набавки. Прво тамо да бидат видливи, бидејќи премиерот даде ветување. Ниту еден тендер нема да биде спроведен, ако претходно не биде официјално објавен како е склучен документација. Но ајде да се вратиме лека полека на големата слика. Прво мора да се констатира дека и сега презентираните документи покажуваат дека вие како влада сте преземале наследени правилници, наследени одлуки за патни трошоци, за користење на ВИП-си.
Знаете ли, за систематизација се промени што треба? Уште малку година. Двотретинско мнозинство. Уште малку година дена. Што треба за или за тоа не сте надлежни? Собранието. Не сте надлежни. Јас можам да ви кажам мое мислење, мое видување. Само еден момент. Тамо треба сите пратенички групи да се заложат. Не може само една да инсистира и да пробува, а при тоа другите или да не се интересирани или да се вадат на бойкотирање на собранието. Она што сакаме да го прашаме сите е кога ќе почне да се менува системот. Во рете и ајде сега ние ќе дискутираме околу 10.000 евра на Садула Дураки и за тоа треба да дискутираме. И за тоа треба да дискутираме. Меѓутоа имаме една поголема слика околу транспарентноста и отчетноста генерално како политика на оваа влада. Само во период. Поинако мислите веројатно попозитивна, само да, меѓутоа и некои други елементи кои што за жал не се менуваат. Само во период од 1,5 месец се склучени 3 договори без оглас од страна на АД Електрани на Македонија, вкупно вредни над 3 милиони евра. Дали Боби за тие 3 договори е исто? Дали за тие 3 договори јавноста веднаш дозна? Значи ова не е во делот на транспарентноста. Ова е во делот на проверка дали е тоа законски или не е. Меѓутоа не се кријат. Ништо не е тајно. Објавени се, а сега треба да се провери дали се легални и легитимни. Извинете, но добар менаџер треба и добро да планира. Сите се повикуваат на итност и се оди со договори во 4 очи. Прашањето е кога ќе видиме промени и во таквата политика. Значи, она што ќе се земам за право да искоментирам, бидејќи ова е во сфера стручна и не би сакал да навлегувам, итноста многу често се случува заради заглавени процедури од минатото. Погледнете што се случува со автопатот Кичево-Охрид. Погледнете каква хаварија е тоа и што се треба да се направи за да не пропаднат милиони, стотици милиони евра и државата да ја чини уште 100 и повеќе милиони евра за да се заврши тој автопат. А што треба да се направи за дупот во аеродром да се смени, бидејќи тоа се вети на избори, тоа ме интересира мене. Работи. Или треба Камчев дупот во аеродром навистина не. Да, локална самоуправа, меѓутоа во Македонија децентрализацијата не е толку пресечена. Што сакам да ја соопштам. Така и на избори идеше премиерот Заев со своите градоначалници. Мислам дека ќе согласите со мене дека ние заедно, владата, но и сите ние овде и по широката јавност мораме да ја смениме политичката култура во Република Македонија. Тоа е суштина. Како се однесуваме, одговорноста се гради. Не можете вие веднаш да бидете одговорен за се. Не можат неколку луѓе да бидат одговорни за се. И во владата има различни луѓе. Самиот премиер вели, ќе видиме кој заслужува да остане понатаму, кој не заслужува, некои се одговорни ја вршат работата, некои не се доволно одговорни, некои се залутани. Мене ми е дури жал што премиерот постојано зема одговорност за се на себе си. Меѓутоа, ако сме веќе искрени до крај. Премиерот на оваа влада е пример за отвореност, пример за транспарентност, пример за достапност. Тоа е проблемот. Така. А тоа е супер. Меѓутоа, кога првиот човек но не е во ред ние да мораме него да му се обраќаме секогаш кога другите не ни прават молбите ни одговараат. Ја има таа посветеност и волја. И другите ќе мора да го направат тоа. Кога тогаш, ако не го направат, ќе се повлечат. Нема друго. Нема друго. Овде нема да има пардон за оној кој што не сака да ги следи генералните правци на отвореност и одговорност. Тука имаме уште еден пример, особено околу државните станови, ќе одиме со конкретни прашања околу претходно во редната вест која што туку пристигна, Министерството за надворешни работи на Република Македонија соопшти вечерва дека протерува еден дипломат на Руската Федерација поради случајот Скрипал. Министерството за надворешни работи објавува дека во тесна консултација со нашите сојузници и партнери од ЕУ и НАТО и во солидарност со Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, одлучи да протера еден дипломат на Руската Федерација во Република Македонија заради случајот Скрипар во согласност со член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи од 1961 година, соопшти МНР. Тоа е во знак на солидарност. Тоа е во редната вест. Ќе видиме какви ќе бидат реакциите од Грција. Одиме се извинувам од Русија, не што во посвесни денови постојано Грција. Одиме сега со примерот. Информација ќе добиете и многу потемелно објаснување и ова е нешто што е евидентирано во Република Македонија, така да е дел од случувања. Знаете, денеска веста беше дека во многу европски држави се случува тоа. Добро, но Белким не е од солидарност, туку постојат Министерството за надворешни работи многу прецизно ќе го објасни случајот.
Добро, ќе ги очекуваме деталите. Министерот за надворешни работи го имаме утре во топ тема на ваша страна, исто така во формат на Жешко Столче. И сега одиме со уште еден пример за државната грижа или негрижа кон она што се наши пари. А тоа се државните станови за функционери, бидејќи ги има неколку категории. Денеска успеавме да влеземе во еден од нив. Ова е елитната, така наречена функционерска зграда во Скопје, веднаш до новата железничка станица. Во овој објект, изграден пред повеќе од 20 на години, се сместени повеќето од државните станови, кои се наменети за функционери што не се од Скопје. Одлучивме да провериме кои и какви се становите кои им се нудат на функционерите, откако во јавноста излезе информација дека министри изнајмуваат станови од приватни лица, а за нив државата плаќа по 400 евра кирија секој месец. Ова е станот број 39, гарсонјера на 7-миот кат, која со месеци седи празна. Станот 42 од 50 на квадрати е на 8-миот кат. Предходниот функционер го напуштил. Нов не сака да се всели. Очигледно е зошто. Топ тема на ваша страна истражуваше зошто министрите се одлучиле да бараат и изнајмуваат стан од приватно лице, кога државата има своји станови кои се наменети токму за нив, за функционерите. Министерот Бектеши не гледа ништо спорно во тоа што изнајмувал стан за кој месечно се плаќало околу 25.000 денари, бидејќи ако секој ден патувал на релацијата Кичево-Скопје, патните трошоци би изнесувале далеку повеќе. Јас живеам во Кичево, а Кичево е оддалечено од Скопје, од моето работно место на над 100 километри и ако имате во предвид дека тоа ни паѓа и по закон и по одлука на влада, секој што живее над 100 километри и тоа мислам дека е и добро, пошто не правиме патни трошоци, како што само јавноста веќе ги слушна што се случувало со патните трошоци. Акционерското друштво за стопанисување со станбени деловен простор е институција која располага со државните станови наменети за функционери. Станува збор за 75 стана, од кои 25 не се изнајмени и седат празни. Најголем дел од становите наменети за функционери се токму во оваа, функционерската зграда. Значи 75 стана е бројката која што во моментов ова акционерско друштво ги поседува како собственост. Од тие 75 стана, во моментов 25 стана се слободни и чекаат на понатамошно постапување, односно доделување на идни функционери и службени и за службени потреби, а останатите станови се веќе доделени на одредени функционери и лица кои што користат службени станови. Поголемиот дел од тие службени функционерски станови се наоѓаат на територија на град Скопје и тие се сместени во зградата која што се нарекува популарно функционерска зграда. Надоместокот кој државните функционери треба да го плаќаат за станот е повеќе од символичен. Во зависност од квадратурата, киријата е од 2 до 5.000 денари. Доколку за еден стан простичен, да кажем, од 50 на квадрати се плаќа закупнина од 250 до 300 евра месечна закупнина. Овде за истиот стан може да се плати од 2 до 3.000 денара закупнина. Генерално, закупнината на сите овие станови, во зависност од нивната квадратура, односно нивната површина, се движи од 2 до 5.000 денара на месечно ниво. Тогаш зошто 25 стана зјаат празни и зошто функционерите одлучиле да изнајмат други станови далеку поскапи од овие? Состојбата во која што се наоѓаат не е идеална. Значи, е задоволителна, меѓутоа е далеку од некој си функционерски стан, односно да ги има сите потребни услови кои што се потребни функционерот веднаш да се всели без при тоа да носи било што од оние ствари кои што му се потребни за живот, нормално мебел, спална соба за спиење, не знам, кујна и така натаму, така натаму. Значи имаат основни услови, мислам дека имаат кујна, некои од нив немаат ни намештај и така натаму. Според Трајковски, лошата состојба во која се наоѓаат становите се должи на фактот што институцијата нема пари да ги одржува, реновира или репарира, пред се поради ниските кирии. Генерално лошата кондиција се должи на можеби недоволното одржување на тие станови.
Тоа е една работа, втора работа како и секој закупец, значи состојбата во која што закупците претходно ги оставиле и ги примиле становите не е иста. За тоа дали еден функционер ќе добие државен стан или пак ќе му биде одобрена кирија на државен трошок одлучува Комисија за станбени прашања во владата. Според постоечките прописи, право на стан или кирија има функционер именуван од владата кој живее на повеќе од 30 или повеќе од 100 километри оддалеченост од Скопје. Според одлуката објавена во службен весник број 65, уште во 2009 година, надоместнокот за закупнина или право на користење на државен стан му следува на избрано или именувано лице во случај кога местото на живење е оддалечено повеќе од 100 километри од местото на вршење на функцијата, во случај кога оддалеченото место на живење е повеќе од 30 километри од местото на вршењето на функцијата, на избраното или именуваното лице му следува само државен стан, но не и опцијата на доместок за закупнина. Министрите ги исполнувале горе наведените услови и поднеле барање за искористување на ова право. Надоместокот за закупнина на стан се исплаќа од сметката на органот, односно институцијата од која е избран, именуван или назначен. Од владата соопштија и дека од јуни им доделила државни станови на 6 функционери. Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање, вице-премиерот Хазбилика, Нефрус Челику, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Самка Ибраимовски, поранешен министер без ресор, а сега пратеник, Бајрам Џујловски, вршител на должност директор на Агенција за стоковни резерви и Маријан Коцев, помошник директор во оддел за криминалистичка полиција. Тоа беше состојбата со дел од државните станови, оние за функционери, додека државата и натаму одвојува пари за кири за дел од функционерите и сето тоа се базира, министре, според одлуката објавена во службен весник број 65 уште од 2009 година. Значи, она што ние сега се обидуваме и кон што да ја насочиме дискусијата е кога ќе видиме генерално менување на сите тие насоки и политики, или како што праша и Тамара и претходно Сашка, што е толку тешко да се седне, да се види, вие сте ги излистале убаво сите одлуки по кои се работи во министерствата, меѓутоа најголем дел од нив се по стар датум. Што е проблемот да се изменат сите тие правилници и да се воведе некаков ред? Имаме 25 слободни станови. 20 пратеници за неколку месеци потрошија 200.000 евра народни пари. Тоа е друга област. Трета област. Меѓутоа, говорејќи околу генералното менување на политиките, на политичката матрица во пракса, не само низ јавните настави. Јас се согласувам и во право сте дека она што значи отвореност и пристап до информации мора да биде следено со политики кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Не би имал што да додадам на прилогот, бидејќи ги имавте страните тука застапени и директорот и другите соговорници го кажаа своето видување, видовте и во каква состојба се некои од објектите. Меѓутоа, прашањето суштинско е зошто правилници кои што одамна се на сила, ако ве разбирам. Или зошто некои правилници се уште не се променети. Видете, да ги тргнеме на страна процедурите. Министре, прашањето е зошто одредени работи се банализираат. Банално е да се сведе службената картичка на министер за 500 на министер за надворешни работи на 500 евра. Бидејќи срамно е за оваа држава министер за надворешни работи да однесе некого на вечера во Макдоналд. Не е точно. Во држава во која што граѓаните, сериозен, огромен процент на граѓаните, живеат во многу тешки економски услови. Во држава кога граѓаните талкаат од маркет до маркет, од пазар до пазар, за да најдат неколку денари поевтини производи, така ќе се однесуваме и сите ние. Јас знам дека му е тешко на министерот за надворешни работи, тешко му и на министерот за евроинтеграција. Има некои работи што треба да ги разграничите. Ова е веќе тоа што го нарече пропаганда. И на министерката за одбрана и така натаму, кои што многу патуваат, имаат средби. Меѓутоа, заеднички беше донесена одлуката и сите ја прифатија дека лимитот ќе биде 500 евра. Затоа што мораме да сме внимателни. Некаде ќе доплатиме од своји пари. Тоа не е толку страшно. Во суштина е
Не можеме да не го чувствуваме пулсот на граѓаните. Не можеме ние да сме различни и да се однесуваме и да бараме не знам какви средства, а при тоа граѓаните да живеат во атмосфера во која што се. Кога ќе се покачи животниот стандард, кога ќе дојдеме до оние 500 евра просечна плата која што требаше да биде до крај на мандат. Еве а минималната плата што значи? Веднаш се качува и просечната плата на 24.000 денари. Тоа значи тогаш можеме не е популизам, ова се факти. Тогаш можеме да говориме како независи животните трошоци за живот во однос со платата. Паралелно расте просечната плата, паралелно расте просечната плата, паралелно расте приходите на граѓаните. Не ја субвенционираме од буџет. Да, субвенционирано е. Тоа е некој успех, треба да ракоплескаме на тоа. Како да не, значи граѓаните имаат повеќе пари. Дали животните трошоци на граѓаните во однос на платата, тоа треба ние да го гледаме. Исто така точно е, тоа е развој на економијата. Дека се покачува животниот стандард. Во суштина трошоците на министрите и на носители на јавни функции. Со популизам никогаш ќе можат да бидат зголемени тогаш кога ќе имаат подобри услови за живот на граѓаните. Син ми да биде премиер, нема да одобрам популизам, дали ме разбирате? И еве само бидејќи нема време, морам да го поставам ова прашање. Фактите се факти. Фактите се факти. Ова не е популизам. Дека субвенционирате минималната плата. Ако кажете дека е зголемена просечната плата, не е популизам, тоа е факт, тоа е податок. Вие субвенционирате кредитниот рейтинг на државата, зошто субвенционирате минималната плата на собствениците на текстилни фабрики за кои со години знаеме. Рейтинг на државата Сашка оди напред. Немаме проблем, тоа се факти. Тоа се факти. Не може да се слушаме. Јас нема да прифатам да се слушувам. Неисти празни зборови, нема теоретски шанс. Празни прашањето на политички партии ми е прашањето. Убаво е трошоците се. Меѓутоа, ние за да знаеме дека некој е навистина домакин човек, треба да видиме дома како троши и како отчет дава. Во согласно законските рамки и она што го гледаме, партиите не само што не се отчетни, тоа е, го зборевме на дебатата, најмрачниот вилоед на предпоставената отчетност во Македонија. Конкретизирајте, мола. Да конкретизирам. Да. А вие не сте ги гледали нештаите за... затоа што државен завод, сите институции прават ова е за проценка. Да биде Законот за слободен пристап до информација од 2013 од јавен карактер, да, ги исклучи партиите како иматели на информации. Нешто што добар дел од новинарското фело, да речеме. Затоа сега има работна група која што темелно го претресува законот за пристап до информација од јавен карактер и тука сте и дел од вас. Основната заложба за транспарентност и отчетност се гледа во вадењето на сметките на собствените партии. Дали има некаква заложба, дали вие... Еве Тамара ќе ти каже делови. Добро да вас ве прашувам. Бидејќи знам дека ги пренесувате нашите забелешки. Само не сакам во име на Тамара. Јас знам дека ги пренесувате нашите забелешки и затоа сме благодарни. Дали ќе има некаков ишчек? Јас ќе одговорам работната група. Денеска во соопштението на владата објавено од дебатата има еден превид. Во вашата изјава се вели дека донесени се измени на законот за пристап до информација од јавен карактер, не се донесени, се работи на измените. Партиите се влезени со две алтернативи. Барањето на на новинарите е да влезат како иматели на информација од јавен карактер. Втората варијанта е да бидат иматели во делот на приходи и расходи. Бидејќи приходите и расходите на партиите во законот за партии се наведени како информација од јавен карактер. Па тоа е сега. Која од овие две варијанти јас се залагам за комплетно, затоа што интересно е и статут на партијата да се прочита и другите. Добро, статутите се јавни, може да ги прочитаме. Не се јавни ако не сакаат. Сите партии, јас сум ги видела и на СДСМ и на ВМРО на други. И одлуките, ама не мора да значи, не мора да значи. Така што мислам дека е интересно или не знам колку канцеларии имаат, колку вработени имаат, тоа се прашања за партиите. Конкретно колку имоти имаат. Се сеќавате какви истраги правевме, колку имоти има ВМРО ДПМН? Мислам дека се уште до крај не е утврдено колку кафе имоти. Не, уште има истраги и тоа видат они што се сторија благодарение на законите кои им го возможуваат тоа. Тоа е многу сериозно. Дел од сите овие заложби може да останат само на хартија, со оглед на тоа што се форсира една
политика на усогласување со опозицијата за закони кои што се дури во подготовка, што упатува на некакво наметнување на концентрациона влада, но тоа е небитно. Например, утре е законот за медиуми веќе во собраниска процедура за аудиовизуелни услуги, за аудиовизуелни услуги. Многу е долго, ние си го кратиме и си го... Друг е закон за медиуми, затоа е многу битно да не погрешиме. Можно е по промената по одлукиве на Врховниот суд, можно е ВМРО ДПМН да се врати и колку сега ќе имаме враќање наназад кон од веќе договореното, ако вие утре седнете да преговарате со ВМРО ДПМН, доколку досега тој закон не е испреговаран и со нив. Значи, две компоненти има прашањето, ќе се обидам двете да ги одговорам. Владата и владеачкото мнозинство сака да ја вклучи опозицијата во носењето на сите закони кои што се суштинско значење за реформскиот процес. Вие ја знаете агендата 369, таму се преземени обврски, таа е веќе исполнета согласно еден министерски состанок што имавме, некаде околу 95%. Но остануваат двотретински закони кои што треба да поминат во собрание. Опозицијата доколку има и сопросто, но што има лошо во тоа доколку и ги дадете на увид на опозицијата законските решенија да каже своje мислење, видување и така натаму. И тоа е дел од таа нова поинаква политичка култура во однесувањето. Околу законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Тој ми се чини дека е најдолго работен закон со јавни дебати и за време на пржинските преговори, пред преговорите, за време, потоа и од кога оваа влада е актуелна од 1 јуни, повторно ги отворивме сите можни области на законот за да ги издебатираме. Ова законско решение што е сега предложено во собрание е законско решение консензуално поддржано од здруженијата на новинари и синдикатите во делот што нив ги интересира, од медиумите, телевизиите во делот што нив ги интересира, од кабелските оператори во делот што нив ги интересира и останува само едно недодефинирано прашање за кое што треба уште еднаш да поразговараме, а тоа е дефиницијата за авторските права што кабелските оператори треба да ја исполнат. Но како ќе се постави опозицијата? Познавајќи го нивниот став за време на пржинските преговори, тие воопшто генерално го отфрлаа текстот на законот. Најмногу имаа против на делот како се бираат органите и телата во Агенција за медиуми во Совет на МРТ. Кога ние велевме, и така е напишано дека е тоа партизирање, департизирање и професионализирање на тие тела, они велеа, кој сакате закон од Европа, применете го и еве ви го тој применете го не овој. Прашав што е тоа што ќе го менувате и докаде се спремни да одите во одстапки, бидејќи имате јавно декларирани политики и ставови на чии крилја дојдовте на власт. Опозицијата мора да го препознае начинот на кој што законот е донесен до сега, предлог текстот. Не може да ги негира јавните дебати и консензусот што е направен во општеството и во чинителите во медиумската сфера. Дополнително, утре ќе има дебата во собранието уште една и можеби уште една во матичната комисија. Ако се враќаат, нека дојдат, нека ги кажат своите забелешки. Во меѓувреме немаме добиено ние забелешки од опозицијата на овие теми. Нешто наслутуваме, нешто е кажано, меѓутоа конкретни забелешки не се испорачани. Јас имав една средба со представници на ВМРО ДПМН и тука некаде повторно ги прокоментираа некои работи од периодот 2015-2016 година. Мислам дека сега мора да се произнесат и да кажат кој е нивниот став за законот, особено многу е значајно опозицијата да биде во собранието, бидејќи начинот на избор на луѓето, експертите во Агенција за медиуми и МРТ треба да биде со двотретинско мнозинство поддржан. Етеа шансата, ние како опозиција се залагавме да има таква можност, етеа шансата опозицијата да може внимателно да врши мониторинг и да учествува во проценката дали овие луѓе се навистина експерти. Мене ме загрижуваше тогаш еден став кога велеа дека граѓанското општество е целосно лево ориентирано и дека едноставно, за жал, 2015 ВМРО тврдеше дека тие само тука каснат позади опозицијата и не успеале да формираат нивни невладини организации. Никогаш никој не сме така да мисли на невладиниот сектор. Еве го токму тој невладин сектор кој што наводно тогаш не поддржуваше, сега е најголем критичар на оваа власт и така треба да може биде. да се констатира дека опозицијата е најголем кучничар на реформи во МРТВ, бидејќи поприлично важно прашање. Во овој момент опозицијата не се изјаснува се уште за одредбите на законот. Доколку го поддржи или даде некои сугестии па да ги разгледаме на јавните дебати, има право на тоа. Не разговараат никако. До сега не учествувале. Доколку го поддржи или даде некои сугестии па да ги разгледаме, тие треба да ги достават и до сите организации и здруженија. Не може само на политичко ниво да се преговара, тогаш може да продискутираме, но генерално ќе бидат кочничари ако не го поддржа законот и ако спречат
Избор на членовите на советите на Агенцијата за медиуми на МРТВ. Тоа ќе биде сериозен проблем. Транспарентност, отчетност и одговорност, но начин на комуникација со јавноста, но како генерални политики. Во првиот дел говоревме за низ конкретни примери. Но како генерални политики на владата, низ конкретни прашања мои и на моите колешки, по кратката пауза за реклама. Добре дојдовте назад. Министерот за комуникација, отчетност и транспарентност Роберт Поповски заедно со моите колешки Тамара Чаушцидис и Сашка Цветковска се мои вечерашни гости. Во вториот дел околу отчетноста и транспарентноста како политики би сакал да го отворам јас со две конкретни прашања. Министре, се поништи конкурс за ВД директори и истите без критериуми беа повторно избрани. Зошто? На кој конкретно мислите? За реизборот на ВД директорите, кои што има практично сите директори кои што ги имате, беа ВД по јавни институции, јавни предпријатија, имаше конкурс, го поништивте без објаснување, ги задржавте истите луѓе на истите позиции, повторно без објаснување. Зошто? Значи, малку да се вратиме назад. Она назначување на поголем број на носители на високи функции, директори и така натамо, беше пред почетокот на локалните избори и тогаш во брза постапка се направи бидејќи самото распишување на изборите спречуваше да може да се назначат луѓе од 6 август ми се чини па натаму. Тоа го направивме затоа што, ако се сеќавате, имаше примери каде што старите директори на ВМРО ДПМН намерно распишуваа тендери, склучуваа договори во 4 очи, повикуваа луѓе со кои што сакаа да склучат договори многу штетни за Република Македонија и потоа тие договори државата да ги плаќа. Да, тоа е јасно, но на тие луѓе им заврши мандатот и вие објавивте конкурс. На некои од тие луѓе завршува мандатот, тие се веде. Конкурсите беа објавени, причините веројатно се многу прецизни, јас не можам до крај да ви кажам, не ги знам сите постапки за сите луѓе. Меѓутоа, тамо каде што се поништени, очигледно имало потреба и причини зошто е тоа така направено. Она што знам е дека генерално нема да дозволиме неквалитетни луѓе да останат на своите позиции. Притоа, ако вие назначувате огромен број на луѓе, знаете, не можете секогаш сите да ги погодите. Некаде има промашување и ќе има промашување и човечки е да се признае. Но дефинитивно во фазата што следи, сите процедури ќе бидат назначувањата кои што следат. Претпоставувам дека секој утре, барем би требало така, функционираат многу сериозни институции. На вашата маса ве чекаат и транскрипти од она што пишуваат дел од медиумите, а она што деновиве беше најактуелно е оглас за нови извршители, советници во кабинетот на премиерот и она што најмногу привлече внимание, посебен советник за транспарентност и отчетност, еден извршител. Првото прашање, што ќе му е покрај министер на премиерот и советник за транспарентност и отчетност? Премиерот има советници од разни области. Од многу области. Значи, има министер за одбрана, има советник за одбрана, има министер за економија, има советник за економски прашања. Добре, има специфични области, меѓутоа ова некако... Тоа е негова одлука. Знаете како? Премиерот има право дополнително да се советува со луѓе кои што смета дека треба да ги праша за мислење, треба да го слушне нивното мислење, сака да проанализира од различен аспект, можеби сака да ја провери нашата работа како функционира. Но подпрашањето... Тука немам никакво одговор, јас ни било кој друг. Подпрашањето е след. Ајде. Ниво на стручников квалификации 5А според македонската рамка на квалификации или најмалку више образование од областа на уметноста или образованието, работно искуство од најмалку 12 години во струката. И сега коментарите и реакциите на ваквиот тип на огласи се фали уште фотографијата на личноста која што треба да се вдоми на оваа позиција. Таа позиција не е пополнета, така? Сигурно веќе го одбрале човекот, сега не може да видите дека господин министре, според македонската класификација 5А е едногодишна школа. Добро. Значи се упатува дека човекот се знае. Ќе видиме. Значи, ајде бидете малку трпеливи и следете го внимателно. Кога велите потребно е да се изберат квалитетни луѓе, овие параметри што ги наведуваат, нас не ни укажува дека вие бирате квалитет. Туку бирате конкретни луѓе. Со Ова е опис на човек, ова не е конкурс.
со 12 години работно баш искуство, 12, баш што е многу клучно, може Каде е 15 тука да било, квалитетот? 10. Како го одредувате квалитетот? Дали јас да се пријавам? Ме сваќате? И немам едногодишна школа, имам малку повеќе. Значи, тоа ме дисквалифицира. Многу повеќе, во што барам. Ама не, сакам да кажам. При тоа, пред малку, пред рекламите, вие говоревте, да, мора да биде лимит од 500 евра во земја во која луѓето одат од еден маркет во друг, за да купат поевтин производ и така натаму. Значи, мораме да ги дисциплинираме министрите и да очекуваме дека тоа како ланчана реакција ќе се продолжи. А при тоа, сега ми говорите, па премиерот има право да ангажира советници со 50.000 плата. Не гледате тука расчекор во оставовите. Ако веќе сме рационални, ако имаме министер за отчетност и транспарентност, имаме министер за правда, имаме служби цели во министерствата, чуму советник. Па башка така биран советник. Јас се извинувам, меѓутоа јас само ќе го кажам она што јавноста го мисли. Тоа е вдомување на своите конкретни луѓе. Значи, за конкретниот оглас, причекајте да видиме сите заедно како ќе заврши и дали навистина е профилотисликан или можеби нешто друго или можеби е некаква грешка и така натаму. Колку пресови вие држевте во СДСМ за вакви огласи, па таму на работа се. Океј, но што се однесува до советниците и бројот на советници. Апсолутно темата е за анализа. Колкава и каква бројка му треба на премиерот е негова одлука, но исто така, таа многу внимателно треба да биде објаснета и образложена во јавноста. Дополнително, верувајте дека целта не е вдомување на луѓе, но немојте да заборавите дека некои од луѓето години биле тргнати на страна и не можеле да функционираат елементарно и сега треба да добијат шанса своето знаење и стручност да го вклопат во сето ова што значи агенда на владата. Реформите се огромна работа. Например, премиерот има негов економски совет, тројца луѓе кои што внимателно водат сметка како се реализираат капиталните инвестиции. Во таа гужва на активности има министри, вице-премиер за економски прашања, министр за финансии, министр за економија, заменици и така натаму. Но треба уште еден јак тим на експерти, на стручни лица, на професионалци кои што многу внимателно ќе ги следат капиталните инвестиции. Не смееме да ги подцениме никогаш луѓето што се советници и што имаат огромно знаење и стручност. При тоа, ако има аномалија, треба да сме внимателни и да ги сите тие работи не се повторуваат. Имаме конкретно прашање, не подценуваме, например, какви квалификации гледате вие во, веројатно ќе треба да соработувате со ќе ви биде на некој начин подреден, ајде да не речам колега, бидејќи е советник, ќе советува за транспарентност и отчетност, а има образование од областа на уметност. Затоа велам, причекајте, да не зборуваме хипотетички. Огласе, не е именуван никој. Не, мора да значи дека ако има оглас дека некој ќе биде. Ако сме отчетни и транспарентни, нас не интересираат мотивите за вака димензионирани оглас. Не може причекајте, ве молам, немојте сега тоа е според закон и устав. Тој тип на според закон и устав сигурно е. Меѓутоа за друго зборуваме. За друго зборуваме. Како референт од болница, обичен болнички референт, станува генерален директор на државната лотарија. Јас многу сакам да знам, за него ни оглас немаш. Многу те интересира лотаријата. Многу ме интересира лотаријата, бидејќи се прават многу пари. Не, мислам дека прашањата се како принципиелни за принципиелните Мене ме интересира крупниот бизнис и големите пари со 5.000 евра за ручеците ме занимаваат и ги сум ги работела и лично јас помеѓу првите тука, но мислам дека има прашања кои заслужуваат брзо одговор. Ако немаше аномалии, оваа влада ќе беше идеална. Не постои такво нешто. Значи има аномалии. Затоа сте тука да ги детектирате. Затоа сме тука да ги коригираме. Не значи дека сите работи се завршени, многу работи има завршат. Еве ги укажувате. Следи фаза дали ќе се коригираат или не. Следете не дали ќе. И не се случило ништо. Така е. Не е точно дека не се случило ништо. И како се случило? Еве референтот, јас знаете ли колку прашував? Ниту некој ми одговори, ниту некој ми даде одговори. И второ, во Македонија се случија оставки на државна изборна комисија заради допрен глас и заради начин на кој што делеле, не знам, дополнителни плати. Државна комисија за антикорупција падна во најголем процент. Се случуваат сериозни промени. И овде ќе случуваат. Директорот на Агенција за туризам, што беше разрешувањето негово, ако не токму тоа, дека всушност начинот на кој што работи не стануваше збор за криминал, туку стануваше збор за едно несовесно работење докрај.
и така натаму. Ќе мора да се води сметка кој како работи, при тоа вашиот глас, гласот на јавност и на медиумите допира до нас и постапките ќе ги преземаме. Но немојте да очекувате дека одеднаш се ќе реши. Ама постојано го повторувате тоа. Министре, како па имаме не можам да ви кажам дека ќе биде завршено. Ама нема потреба, ние ви веруваме. Има еден мандат. Ние знаеме дека тоа не е едноставно, но кога постојано ни кажувате, немојте да очекувате, немојте да тоа знаете како и ние кога гаврани се осеќаме. Само ние нешто критикуваме, никој не не малтретира и напаѓа, што е факт. Фала ви многу, иако не е за фала, мислам се, па тоа нели ви е обврска уставна, така да обезбедите слободен печат и слободни медиуми, ама ништо не се како провокација кон вашите завршни прашања, министре, има ли Министерство за вистина? Нема. Колку луѓе работат во владата на односи со јавноста, да не речам пиар? Во владата ново ангажирани луѓе на односи со јавност, поточно тој сектор за комуникации, кој што се уште не се вработени, туку се договори за временно вработување, се некаде околу 23 во неколку сегменти. Во другите министерства има по 1 до 2 лица за односи со јавност, кои што вршат неопходна функција на комуникација на министерството со медиумите, со граѓаните. Бројката од 120, што ја спомнуваат и што е крајно некоректно презентирана во вкупниот збир, е луѓе кои што претходно биле таму наследени, кои што носат титулар дека работат во некаков сектор за комуникации, никогаш не прокомуницирале со јавноста. Кога јас имав шанса да поразговарам со некој од нив, велат, па ние не смеевме. Ниту смеевме, ниту сакаме да комуницираме. Ние не сме за тоа тука. Зашто сте тука, дигаат раменици. Тоа се случува. И вие знаете кога ќе, ако така земете, бројката на администрација е над 130-140 илјади. Кај да е Дамјан Манчевски, министерот за информатичко општество и администрација, ќе ја соопшти прецизно. Тоа е огромна маса на луѓе. А вие велите нема да ја кратиме, но тоа е сосема друга тема. Уште едно прашање од мене и нема да има реваншизам кон никого и секој ќе добие шанса да работи. Прашањето е колку тие луѓе што се таму вработени ќе искористат таа шанса и имаат капацитет. Па нели бараш Европска комисија да ја кратиме? Значи партиските кадри збогатени со нови партиски кадри до вечно ќе ги храниме, мислам не интересира. Министре, дали стратегијата за комуникација кон социјалните мрежи ја сметате за успешна, бидејќи во моментов вечерва 6772 следбеници има на Твитер профилот на македонската влада. Што јас би рекол е бројка на која би додал представка само, односно многу малку. Добро. Дали е тоа ефикасна стратегија? Во тој дел? Да. Таму треба да се подобрат работите. Знаете како? Говориме за комуникација, така? Да. При тоа, оваа влада не прави пиар, не прави пропаганда. Едноставно информира. Информациите не се толку атрактивни. Не се толку атрактивни. Но сферата на социјални медиуми е многу значајна и тука алатките треба да се користат до крај. Затоа велам, мораме да разграничиме што значи информираност. Обично информациите, достапот до информации, слободата на говор не значат кој знае каква атрактивност. Доколку направите поинаков пристап, тогаш веднаш и овде и сите други ќе речат аха, еве го пиарот, еве го концептот. За ова е цело време тоа што го зборувам. Затоа се слагам со вас. Нема потреба толку агресија на социјалните мрежи. Знаеш, ја би бил најсреќен ако да речеме страницата на влада ја следат малку луѓе кои што се задоволни од другите информации што ги добиваат. Не треба да сме обседнати ние што работи владата. Тоа на социјалните мрежи се креираат така лесно политики. Мене ме загрижува друго на социјални мрежи. Сакам да го спомнам овде. Значи на социјални мрежи има страшен говор на омраза. Има страшно ширење на лажни вести кои што продолжуваат, кои што за жал некои портали ги преземаат во Македонија и прават огромна штета на приватноста на граѓаните, на нивните семејства и така натаму. Тука заеднички мора да се избориме сите. Не може вака. Таа омраза на 27 април видовме до што за малку ќе доведеше до губење на човечки животи. Еве ги сега повторно протести пред домови на граѓани на пратеници затоа што имаат свој став околу законот за употреба на јазиците. Секој има право да протестира. Никој нема право да загрожува туѓ живот и да го малтретира и да му се заканува. Блиц прашања две блиц прашања од Тамара, бидејќи сепак ќе мора на крајот да завршиме со вонредната вест од која имаме нов развој, ќе поберам ваш коментар. Добро, јас ќе бидам многу кратка и ќе поставам новинарско прашање надвор од темата. Господине министре, дали ќе бидете изненадени ако се најдете на списокот за реконструкција на влада? Да ви кажам нешто. Нема да бидете изненадени. Јас она што го работам со... Прашањето е дали ќе бидете изненадени. Има шпекулации. Она што го работам со чисто срце и со капацитет кој што го носам во себе.
Доколку некому пречи тоа на начинот на кој го работам, не му се допаѓа и така натаму, има право апсолутно да каже благодарам, толку е. Јас мислам дека она што е досега сработено овозможи владата да биде отворена, поотворена, далеку од претходно, транспарентна, комуникацијата да профункционира. Видете да ви кажам, не можам да бидам изненаден, може да има темелна реконструкција на владата, може едноставно некој да рече ова веќе не е потребно, завршена е работата. Дали ме разбирате? Не е мојата обсесија таму министерското место. Мојот влез таму е прво да видам вашиот глас, гласот на граѓаните и да направам до максимум што можам да помогнам и на оние луѓе што не чувствуваат дека треба да се отворени и да комуницираат со јавноста, тоа да го прават. За тоа сум таму. Ја го ова прашање затворено за да биде со да и не, ама го изгубивме времето. Тачка, блиц прашање за крај. Доколку имаш? Немам прашање за крај. Само ќе ја додадам, така да не, дека факт е дека сме позадоволни од работата на новата влада и работите се драстично променети и 10 години, барем толку работам јас новинар, никогаш не сме седале покрај министер да дебатираме вака и транспарентноста е за поздрав, но граѓаните и вие на почетокот ми сугериравте дека очекуваат промена на културната матрица и тука доаѓа одговорноста, бидејќи степенот на демократија во едно општество не се мери по присуството на корупција, туку по одговорот кој тоа општество го дава кога истата ќе биде откриена, обелодената и санкционирана. Министре, во тој контекст како би се само оцениле и би оцениле владата во спојот на трите функции кои што ги имате како политики, не како поединечни чекори кои што се преземат. Комуникација, транспарентност и отчетност. Сите три заедно, кумулативно? Кумулативно. Па некаде околу 3+. Ви благодарам. Македонската страна ќе ги сноси последиците од протерувањето на рускиот дипломат, објави вечерва руската амбасада на Македонија на Твитер по одлуката на Македонското министерство за надворешни работи да протера еден руски дипломат поради случајот Скрипал. Владата донесе одлука да протера руски дипломат. Целосна одговорност за последиците од оваа провокација и исклучително непријателски чин без преседан во руско-македонските односи ќе ја сноси македонската страна, објави руската амбасада на Твитер, откако претходно прво на порталот Нова ТВ беше пренесена одлуката на македонското МНР дека рускиот дипломат е протеран по консултации со сојузниците и партнерите од ЕУ и НАТО. Инаку, за случајот Скрипал, од 14 земји членки на Европската Унија ќе бидат протерани најмалку 30 руски дипломати во глобална координирана акција како одговор за Москва поради случајот Скрипал. Министре, претходно кога ја прочитав веста, рековте дека ќе имаме нови детали од МНР, меѓутоа збунува оној дел сега, не знаеме како да го читаме. Дали имаме, сепак се чини дека имате и вие одредени информации, дали имаме сознание за некакво конкретно дејствување во Македонија или е тоа дел од тој некаква, бидејќи се спомнува тој збор на солидарност? Јас ја слушнав веста овде, вие ја прочитавте и не можам да коментирам повеќе. Ова се сознанието што ги имам, срочени се во соопштението. Очекувам затоа дека министерот за надворешни работи, институциите кои што се надлежни ќе го дообјаснат случајот, бидејќи јавноста треба да знае што всушност се случува и колку што знам, рековте дека ќе биде тука министерот. Но утре. Утре, така да ќе имате простор веројатно од прва рака да знаете од него прецизни информации. Ви благодарам, колички, ви благодарам и вас за присуството вечерва во Топ тема на ваша страна. Тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна. Останете и натаму со Телма, следува филмска програма, а и нови информации.